Очекувано, работодавачите и Сојузот на синдикати на Македонија не се договорија за зголемување на минималната плата пред законското усогласување во март. Очекувано, и владата го повтори ставот дека и таа е за поголем минималец, но само ако се договорат синдикатите и газдите. На ССМ немањето решение не им се допадна и се заканија дека ако до нова година нема договор, ќе има протести. Денеска настапивме аргументирано, ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата. Меѓутоа, тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што се отвараат повеќе компании, од тоа што се затвараат со растот на минималната плата не е доволно, тоа што се зголемува бројот на вработени, наспроти тоа се намалува бројот на невработени, исто така не е доволно. Министерот за економија Бесир Дурмиши вели дека на економско-социјалниот совет биле изнесени сите аргументи за и против повисока минимална плата. ССМ вели дека е најниска во регионот, а Дурмиши дека сме подобри од Бугарија и Турција. Но работодавачите презентирале податоци дека профитабилноста на македонските компании се движи од 2 до 5% и дека не може да се зголеми минималната плата. Според некои пресметки, ако компаниите се откажат од профитот, односно да работат без добивка, платата би изнесувала нешто над 1000 евра. Сепак, според нашите индикатори, во вакви економски услови нема оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување во март, кое е јасно утврдено со закон и кое би било помеѓу 1500 до 2000 денари. Поточно ќе знаеме после нова година, каде што ќе ги имаме сите податоци и пресметките ќе го покажуваат точно колку ќе биде минималната плата, односно во месец март, кога ќе биде хармонизирана. Но биле изнесени и други идеи, меѓу кои минималецот да се зголеми, но придонесите за зголемувањето и извесен период да го плаќа владата. Еден од предлозите на Бизнис конфедерација на Македонија во рамки на законот за работни односи да се прошири колективното договарање со што ќе се вклучи и минималната плата, особено во одредени сектори. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите, така да топката е помеѓу синдикатите и работодавачите. Од ССМ ги обвинија другите синдикати дека ја бранела владата и работодавачите и затоа ги повикаа сите работници да дадат поддршка на следните чекори на овој синдикат.